Hvala na Boga za ova sabota i ova pretpladne, ova vreme što може да го поминеме заедно. Денеска би размислувале за темата која носи наслов Најдоброто место во куќата. Ајде отвориме на почетокот еден настан да прочитаме во Лука, 14 глава, од 7 стих па до 11, еве што запишал Лука. А на гостите им кажа парабола, кога забележа како ги избра првите места, им рече: кога ќе те повика некој на свадба, не седнувај на прво место, за да не повика случајно некој кој е поугледен од тебе. И за да не ти рече кога ќе дојде оној кој те повикал тебе и него, отстапи му го местото на овој. И тогаш ќе треба засрамен да го заземеш последното место. Но кога ќе те повикаат, оди седни на последното место, за да ти рече кога ќе дојде оној кој те повикал: пријателе, премести се погоре. Тогаш ќе имаш чест пред сите кои се со тебе покрај трапезата, зашто секој кој се понизува ќе биде, секој кој се возвишува ќе биде понизен, а кој се понизува ќе биде возвишен. Сами Морис, едно момче од Африка, бил христијанин. Одлучил да отиде во Америка да се школува. Патот кој го избрал бил многу тежок. Од Африка да отидеш во Америка не е лесно. Ти треба виза, ти треба документи и така натаму. Но сепак тој бил упорен и на крајот добил виза и дозвола да се запише на еден коледж. Стигнал на Теклор универзитетот во Индијана. И кога дошли сите студенти, директорот на школото ги запрашал, односно го запрашал самиот Морис во која соба сака да биде. Сами едноставно дал одговор: ако постои соба кој никој не ја сака, јас би ја зел. Ако постои соба кој никој не ја сака, јас би ја зел, рекол Морис. Подоцна, директорот ја раскажал ова сторија што ја доживел на универзитетот и дал коментар. Тогаш вели се свртев од него со очи полни со солзи. Се прашував дали сум јас подготвен да земам соба кој никој не ја сака. Браќи и сестри, драги присутни, некако во човечката природа да ги бараме кои места? Првите места, најдобрите места, најдобрите соби. Ако може во автобусот на прво седиште, мајсторе, да ми дадеш да седна. Или во вагонот. На спортските настани, на спортските терени, кои се најдобрите места? 50 метри од теренот, или таму кај што седат резервните играчи. Картите за таквите места се најдобри, најскапи. И они кои успеват да ги купат преку врски се викаат VIP места. VIP ложа, најдобрите места. Играт Хајдук Динамо или Звезда Партизан. Да бидеш во првите редови е чест. Јас сум имал прилика да влезам на Маракана во Белград, на стадионот. Но знаете кај бевме? Горе кај птиците, на врвот. Зашто доле немаш пристап. Тие се пополните, тие се најскапите места. Ова желба за првите места покажува навистина што ние имаме во нашите срца. Ајде да ги посматраме луѓето кога паркираат автомобил на паркинг. За кои места се борат најпрви? За оние првите места на излизот. Полесно да излезеш, никој да не те блокира. А таму на ќошот ќе влезеш, една прилика во Скопје, паркирав таму, кај Битпазар, цел ден морав да чекам еден да се тргне пред мене. Ме блокира. За таквите места луѓето се тепаат. Кој ќе паркира на првото место кога може лесно да излезе? Кога ќе ви дојдат гости дома, драги присутни, браќи и сестри, и кога ќе ги повикате вашите пријатели, блиски, на кои места им кажувате да седнат? На најубавите места, така? Ако случајно вашето дете седнало на масата на првото столче, ќе им кажеш: сине, тргни се, тетка Јованка треба да седне. Дали е така? Значи, од почит, од чест им даваме на нашите присутни, на нашите гости, кои места? Првите места.
Тоа е факт и така треба да биде. Што мислите, браќи и сестри, кои се најдобрите места во црквата? Кои се? Задните места. Задните места се секако најдобрите, затоа што први се пополнуваат. Тоа е факт во сите црква. Во првите места, еви и овде гледам, празни се. Не мора да ставаме резервација, така? Тоа е некако сакаме позади, ајде нека седне друг напред. Тоа ете им даваме чест и предност на другите. Сеќавате на Исус и на оние двајца ученици Јован и Јаков. Кои места ги барале тие? Најдобрите места. И кога Исус ги запрашал, еве да читаме што ги запрашал, да отвориме Марко, 10 глава, да видиме таа комуникација која се одвивала помеѓу Исуса и овие двајца ученици. Овде во 10 глава, 36 од 37 стих, еве што вели. И му пристапија Јаков и Јован, Зеведевите синови, му рекоа: Учителе, сакаме да ни сториш, да ни сториш, пишува, што ќе побараме од тебе. А тој ги праша: што сакате да ви направам? А тие му рекоа: да седнеме каде? На првите места. Да седнеме еден одесно, еден одлево. Интересно, во душата на човекот е да има први места, да сака на видни места. Јаков и Јован побарале од Исуса први места. Први места. Ако е можно, Исусе, јас одлево, а брат ми одесно. Вистина, тие сакале најдобро место во Божето царство. Место од чест и значај. Тоа е нормална работа за нормални луѓе. И ние се треба да бараме први места во Божето царство. Во смисол да се најдеме таму. Бидејќи овие барале, секако Исус ако основа и овде земско царство, ако е можно тука да се најдат меѓу првите редови како министри во Христовата нова влада. Да се вратиме сега на текстот што го читавме на почетокот во Лука, 14 глава, и да малце ги проследиме овие разговори. Да нагласиме неколку настани важни од Лука 14 глава. 7 стих уште еднаш го читаме првиот ред. А на гостите им кажа парабола, кога забележа како ги избра првите места, им рече: кога ќе те повика некој на свадба, не седнувај на прво место. Исус бил повикан еден ден на ручек. Тоа е нормално, кај фарисеите било саботен ручек. Ако Исус ти влезе во куќа, тоа значи дека нешто си во општеството. Значи имаш некои звездички на рамото. Тука на тие ручеци коментирале кој е кој. Едноставно, јас сум во право, ти не си во право. И кога стигнал Исус на еден таков ручек, Библијата вели дека Исус овде сретнал еден човек со поголема килажа и бил болен. Фарисеите дебнееле Исуса да го фатат во замка, ако работи во сабота, веднаш ќе го оптужат. Веднаш ќе му стават рецка дека тој не е оно што се представува. Сега да не влегуваме во таа болест каква била, меѓутоа историјата на таа болест се вели дека била тешка, едноставно мачна болест за човек кој имал таква болест. Човекот, најверојатно и тој бил повикан во куќата на фарисејот, како би Исус бил фатен на тест во замка. Значи, очигледно фарисеите правеле некои трикови, го повикале овој човек кој бил од таква болест и дали сега Исус ќе реагира, дали сега Исус ќе го излечи. Знаеме дека Исус лечил во сабота и на тоа едноставно им покажал дека тој дошол да го спаси човекот, не само духовно, туку и физички им помагал. Исус ги читал нивните мисли. Исус сепак го лечи тој човек, му дава олеснение. Сигурен сум дека тој човек ќе го запамти тој ден саботен кој бил излекуван. Па и оној таму поред бањата, кога Исус му рекол: земи ја чергата, или таму другиот предвели: одарот свој и оди си дома. Ргозината ја смотел човекот и си заминал оздравен. И кога работеци се смириле после ручекот, кога човекот бил излечен, Исус ја раскажал ова парабола. Исус секогаш кажал во параболи, во слики, во примери, на луѓето да им бидат работите појасни.
И зато читаме од 7 стих вели, а на гостите им кажа парабола. Преку парабол Исус ги мотивирал присутните да размислуваат. Интересно, ова што Исус овде го кажува во својата изјава, браќи и сестри, е спротивно на сите принципи, на сите начела. Ако сакаш денеска да успееш, треба да се лакташ. Треба да одиш во првите редови да те препознаат. Ако си таму на зачеле, ако си таму на крајот, никој за тебе нема да знае, да те види. И не е лесно да се прифати ово Исусов повик. Најдоброто место во куќата Господово е задното место. 10 стих вели, но кога ќе те повикаат, оди и седни на последното место, за да ти рече кога ќе дојде оној кој те повикал. Пријателе, премести се погоре. Тогаш ќе имаш чест пред сите кои се со тебе покрај трапезата. Интересно, овде мислам дека Исус има друга мисла. Не е само буквално да седиш напред или да седиш назад. Што значи сега сите кои седите позади сте понизни? Не е во тоа поентата. Исус не ја кажува таа поента на понизност ако седиш на задното место. Лука во 7 стих спомнува дека ова била парабола. Главната лекција која се наоѓа или порака во 11 стих кој вели следново. Зашто секој кој се возвишува ќе биде понизен и кој се понизува ќе биде возвишен. Ако сами од себе се ставаш на прво место, опасноста е голема. Но ако скромно го прифатиш последното место, овде текстот вели ќе бидеш возвишен. Како тоа се коси со тогашните правила и со денешните правила, односно традиција. А Марко во 9 глава во 35 стих вели, ако некој сака да биде прв, нека биде како? Последен. И нека биде каков? Слуга. Може го изгасиш тоа. Нека биде слуга. Навистина, ова Исусова изјава во Марко 9.35 не звучи како добитна комбинација или добитна формула. Таквата формула сигурно нема да најдете во ниту еден прирачник кој е напишан денеска за успешен бизнис да имаш. Значи, таквата формула не е популарна. Ајде да го видиме сега духот на такмичење во спорт, например. Тие велат биди прв, нашиот Господ вели биди последен. И двата зборуват за успех. Преку последното место Исус вели ќе дојдеш на позиција прва. А денеска науката или денеска паролата е биди прв, стреми се, лактај се, ако сакаш да бидеш виден, да бидеш популарен, мораш да бидеш прв. Сеќавате на приказната од почетокот за Морис. Која соба ја одбрал тој? Она соба кој никој не ја сака. Покажал тотална понизност. Исус вели заземете го последното место. Исус вели тогаш кога ќе бидеш замолен да седнеш на повеќе место, ќе ти биде чест. Значи, според Исусовото правило, најдоброто место во куќата Господова е последното место. Но Исус оди понатом, ние ќе споменеме неколку места кои се добри. Најдоброто место во куќата Господова е најмалку посакуваното место. Овде него гледаме Исуса кој зборува за тој такмичарски дух. Исус се удобно сместил очигледно и ги гледа пред себе луѓето кои се туркаат за да седнат на првото место. И затоа Исус ја користи оваа парабола, ова слика, за на луѓето да ми објасни која е поентата за еден христијанин. Најдоброто место во Господовата куќа е она кое не е посакувано место. Еве, например, одете на пазар. На зелен пазар, но успасте се задржале и доаѓате во 2 часот. Ако дојдете во 2 часот на нашиот пазар во Кавадарец, и што ќе најдете? Оне што метат ѓубре, така, комуналци. Нема ништо. Меѓутоа, може би се уште некоја тезга отворена и вие гледате, сакате да купите домат или пиперки или некое друго овоше. Меѓутоа, гледате дека се лоши, мали, никакви, а цените се високи, големи. Прво што ќе кажете, не, јас тоа нема да го јадам. Ем се скапи, но
не чинат и не вредат ништо. Нема шанси, не ги купувам. Ваквиот став е можеби добар за джебот. Штедлив си, педантен, не купуваш било што и едноставно не ги растораш парите. Кога е во прашање купување на овоше, но во друг контекст, тоа е малку арогантно. Тоа би значило јас сум предобар за тие домати. Јас сум над нив. За мене треба нешто повисоко, подобро. Најдоброто место во Христовата куќа, рековме, е најмалку посакуваното место. За време на Американската револуција, еден официр во цивилна облека видел група на регрути како поправат еден понтонски мост. Капетанот бил арогантен, им викал на војниците, тие биле малку, неколку, требало да завршат на голема работа. Тој ги посматрал, војниците се мачеле, а потоа овај официр во цивилна облека му се приклучил на капетанот и му рекол: "Господине, дали си ти овде капетан?" "Да, јас сум капетан." Меѓутоа, изненаден од одговорот, го замолил дали може тој да се приклучи на војниците да им помага во нивната работа. Тој се сложил. Капетанот со мал прст не сакал да учествува. Само тој наредувал да војниците побрзо ја завршат работата. Кога работата била завршена, овој официр во цивилна облека, кој не го препознаеле, ниту капетанот го препознал, се свртил сега кон капетанот и му рекол: "Господине капетан, кога следниот пат ќе се работи слична работа, со недоволен број на војници, на работници, оди кај својот одговорен, јас ќе дојдам и ќе ти помогнам." Овој официр во цивилна облека, знаете кој бил? Генерал Вашингтон. Дали сме ние подготвени, браке и сестри, да бидеме понизни? Да го заземеме она место кој не е посакувано, кој никој не сака да го земе, како од приказната на почетокот. Ова момче рекло на директорот: "Ќе ја земам она соба што никој не ја сака." На жалост, денеска многу луѓе размислуваат како е капетан. Тие не сакат да се понизат, едноставно сакат да бидат на прво место. Како овие гости на венчавањето кој Исус го опишува, тие сакале да покаже дека во првите редови се повисок ранг, тие се повисоки, тие се нешто од останатите. Знаете, денеска постои закон на джунгла во овој свет во кој живееме. Јади или ќе бидеш изеден. Победи или ќе те победат. Денеска ги учиме децата: "Сине, види во првите редови." Зашто ако си тамо на крајот, никој нема да те препознае. Тоа е тенденција, тоа е во нашата грешна природа. Меѓутоа, Исус вели: најдоброто место е она место кој никој не го сака. Број 3. Најдобро место во куќата Господова е мрзливото место. Ајде малце да ги наблюдуваме китовите. Китови, знаете, тоа се по неколку стотици килограми. Не знам како тие комуницираат меѓу себе, но ајде да навлеземе во нивната комуникација. Кога би размислиле и би дознали како тие разговараат меѓу себе, сигурно тие би рекле вака: "Комшија, подобро внимавај, зашто кога ќе стигнеш горе на површината на водата, и ако почнеш да гледаш лево и десно, ќе бидеш погоден со харпун. И затоа биди доле." Може би во сето ова што сега го спомнав и во склоп со оно што Исус го кажува, не е лошо да бидеш кит и да бидеш доле и само да чекаш готова храна. Лено место или мрзливо место. Исус вели дека качувањето по скалите на успехот не е грев. Тоа не е грев. Може би поопасно само ако седам доле и сум мрзлив и ништо не работам и само чекам готова храна. Да се опуштам над заното место и да не покажам ништо, она што го знам. А секој од нас, подоста ние ќе прочитаме за оние тројцата луѓе кои добиле дарови, талентите. Ќе видиме дека сите ние имаме дарови, некој 5, некој 2 или 3, а некој може би 1, и тој еден е вреден и треба да го разработиме. Но за ваквата мрзливост, браќа и сестри, Исус овде не зборува.
Исус не осудува прогрес, ние да растеме во верата, па и во нашите дарови. Ако во црква сме влегле со еден дар, со 2, со 5, сега може Бог ни ги намножил и имаме 10. И тие 10 дарови треба да ги донесеме овде на слава на Господа. Бог нема ништо против нашата природна тенденција да бидеме, да напредуваме. Но тоа треба да биде онака како што Бог го бара. Она како што Бог го сака. Павле во Римјаните, еве, дозволете ми да прочитам во 12-та глава, Павле во 12-та глава во Римјаните ги кажува следниве зборови, 12 глава, 3 стих. Еве го текстот. 12:3. Зашто преко благодата што ми е дадена му велам на секој еден помеѓу вас, да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли. Туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување според мерата на верата која Бог му ја доделил секому. Понекогаш ние мислиме за себе можеби многу повеќе отколку што вредиме. Но многу е подобро другите да имаат мислење за нас добро и да ни кажат, пријатели, ти тоа треба да го прифатиш. Гледаме у тебе добра способност. Ти си добар, талентиран и можеш тоа да го завршиш. Овде Исус не оправдува мрзливоста, браќа и сестри. Овде нема осуда за тоа. Односно, Исус вели, ние треба да бидеме подготвени да служиме таму кај што ќе не одредат, односно кај што сме. Овде Исус не повикува да останеме доле. Додека Бог не повика да бидеме горе. Може сум јас кит и доле сум засега. Но ако ме Бог повика да бидам горе, тоа треба да го прифатам. Како во приказната Исус што ја кажал во параболата. Пријателе, ти тамо кој си на ќошот, дојди сега овде. Тука треба да седнеш. А во Мати 25 глава имаме една споредба слична, би сакал да ја прочитам. Како Исус ја дава пораката во Мати 25 глава, 26 и 27 стих за талентите, они кои добиле дарови. И овде еве што вели 26 стих. А неговиот господар одговори и му рече, зол и мрзлив слуго, знаеше дека жнијам каде што не сум сеел и дека собирам каде што не сум веел. Затоа требаше да им го дадеш моето сребро на минувачите и јас по враќањето ќе го земев моето со добивка. Бог сака, браќа и сестри, да му го вратиме она што тој ни го дал, да му го вратиме, да го зголемиме. Па макар и тоа еден што го имаме, да му го вратиме. Овој го закопал, овој го сокрил далеко таму и затоа господарот е луд. Овде, ова приказна не оправдува мрзливоста и недостаток на иницијатива. Бог не повикува да бидеме прогресивни, но не на брзина. Не може едно дете од прво до пето, од прво оделение да скокне на пето или во 8 оделение да отиде. Си има свој редослед. А ако започнеме, подобро да започнеме оддоле па да одеме нагоре. Бидејќи ако започнеме озгора, ќе мора да се стремиме постојано цел живот да одржиме таа кондиција горе на врвот. Еве гледате со тенисот. Кој е број 1 на тенис во светот? Џоковиќ, така? Но тој не се одржа, тој падна на второ, на трето. И тој самиот призна, вели, многу е тешко да се одржиш горе, сите се против тебе, сите сака да те симнат и да ја заземат твојата позиција. Ако започнеме од висина, се ставаме во таква положба што мораме постојано да бидеме во форма, да се форсираме, некојаш да потребуваме дури и лаги, за да го постигнеме она што сакаме. Ние се бориме цел живот да го задржиме тоа горното место, наместо да чекаме домакинот да ни каже, пријателе, повели, гледаме кај тебе способности. Пријателе, тука ти е местото. И на крајот, браќа и сестри, најдоброто место во Божјата куќа, знаете кој е? Божјото место. Кој е Божјото место? Лука ова не го спомнува во својот извештај, но што мислите, каде Исус седел на тој ручек? Каде седел? Ајде да малце мечтееме. Ајде малце да размислуваме. Можам со сигурност да ви кажам дека Исус
не бил во средината кај што се гурале, кај што се туркале, не бил во таа група кај што му рекле Исусе, помери се да седнеме напред. Сигурно Исус не бил во таа група. Тоа не е начин на кој Исус работи. Исус бил учен уште од малена да ги почитува старите. Исус од Марија и од Јосифа бил учен да ги почитува оние скалела кои се потребни за еден човек во животот да успее. Наистина, Исус покажал како треба да напредуваме во нашиот христијански живот. Дали сме подготвени да го земеме најдоброто место, Божето место? Знаете кое е место тоа? Местото понизно. Место на кое пишува понизност. Некој од шкотска бизнисмен имал син. Бил многу горд како татко на својот син, и што е нормално. Надвор гледајќи, ова момче бил многу добар. Имал добри манири, добри карактеристики, добро воспитан, деловен човек, барем така бил и делувал додека бил дома во семејството. Но кога го напуштил татковиот дом и кога се далеко оддалечил од татковото гледање, почнал да прави наопаки работи. Тотално спротивно на она што го правил дома. До она што бил поучен секако. Почнал да работи такви работи што еден ден од полицијата бил фатен. Фатен бил и бил однесен на суд. На судот бил прогласен дека е виновен. За сето време, додека го испитувале судијата и другите кои били присутни, ова младо момче се однесувало многу арогантно, бил бунтовен, крут и така натаму. Кога требало присудата да му се прочита од страна на судот, станал арогантно и почнал да вика, да ги навредува судиите и сите поротници во салата. Полека се свртел назад и ги видел присутните. Тука биле и неговите најблиски. Но таму при крајот го издогледал неговиот татко, што со години не го видел, зашто тој повеќе време бил одсутен од својот дом. Татко му сега бил остарен, со наведната глава, го приметил неговиот татко кој некојаш бил исправен, ведар, насмен човек, а сега подгрбавен, засрмен од неговото однесување и во жалост го гледа неговиот син кој се однесува така недобро. Го видел избрчканото лице на неговиот татко, приметил неговите рамена се сега надолу свиткани, наведнат, и пресудата почнала да се чита. Но знаете, кога го видел својот татко, кога се сретале очи со очи, кај момчето проработило нешто, она што тој го научил уште во својата младост. Почнал да плаче по прв пат, после толку години. Дошол кај татко му, го прегрнал и барал прошка. Клекнал на своите колена и му рекол, тато, извини. Сите ние сме браќа и сестри арогантни. Сите ние сме бунтовни со нашето однесување. Сите ние сме грешни. Сите ние сме слични на оној изгубениот син кој отишол далеко во далечна земја. Но Бог денеска не повикува да го прифатиме на недоброто место во куќата Господова, а тоа е понизното место, Божито место. Исусовото место. Знаете Исус што направил? Знаете што вели апостол Павле во Филипјаните 2 глава, од 3 до 8 стих. Еве да го читаме текстот кој го опишува Исуса, неговиот карактер и она што сторил за нас. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие. Туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе. Не гледајте секој само на своето. Туку секој нека гледа на оно што се однесува за другите. Имајте во себе истата мисла која ја имаше и во Исуса Христа, кој иако беше во Божје обличе, не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе и зеде обличе на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт
на крст. Исус го зазел најдоброто место, а тоа е она Божето место, понизното место. Бог денеска не повикува да во Господовото семејство, да во Господовата куќа, да го заземеме Божето место, како Исус што го зазел, а тоа е местото на понизност. Овде ни се покажува со тоа дека Исус доброволно се понизил. Исус се изедначил со криминалците, со убийците, со грешниците и до смрт на крстот, висејќи гол и лажно оптужен пред масата луѓе кои го гледале, иако бил невин. И сето тоа Исус го направил ради нас, затоа тој се понизил, но Бог го возвисил. Тој се понизил. Ако ние се понизиме, Бог ќе најде начин, браќа и сестри, да не возвиши. Скалата е тука. Таа скала има пречки. Тие пречки се токму да не водат горе кон целта, да одиме кон целта. Јас не знам кое место ние ќе одбереме од овие неколку места што ги спомнавме. Наброевме 4-5 места. 5 места наброевме. Кое е твоето место? Ти самиот знаеш. Но Господ нека ни помогне да навистина, како ова момче од почетокот на ова приказна. Момчето кое навистина го одбрало она место, Сами Морис, христијанин од Африка, кој бил фактички изгубен во Америка, не знал каде да сврти, лево или десно. Пошло нов почеток. Директорот го прашува момче, која соба да ти ја дадам? Господине директор, она соба која никој не ја сака. Да не бидеме меѓу оние кои се борат за првите места. Убаво да имаме дух да напредуваме. Тоа не е грев. И то треба, ние како христијани не треба да се задоволуваме со состојбата во која се наоѓам јас, ти, ние. Треба се стремеме кон повисоко звање, кон славата Господова. Павле вели дека нашето живеалиште не е овде, ние сме овде гости. Павле вели треба да се стремеме кон висината Божја, но тоа доди онака како што Бог сака. Затоа да тежнееме за најдоброто место во Божјата куќа. Да му дозволиме Бог да не подвижи, да тој ни понуди место од кое не може никој да не скорне, од кое не може никој да не тргне. Тоа е Божјото место, предвидено за тебе и за мене. И замислите таму, во Божјото царство, но на долга маса, таму има едно столче резервирано за тебе, со твоето име и презиме. Таму ќе го видиме и Давид, и останатите Божји великани, херои на верата кои се запишани во Евреите 11 глава. Но таму Бог те предвидел и тебе и мене. Но ако обстанеме, ако се одржиме во верата. И Елена Вајд посакала да остане горе. Секавате на тие нејзини изјави. И се бендисало и се допаднало горе, зашто е прекрасно. И Господ Ева го прашува ангелот, може ли ја да останам овде? А што е рекол тој? Може. Односно, не може. Има место и за тебе. Таму има место и за тебе. Столче е резервирано. Но сега врати се долу. Има многу што да работиш. Има многу обврски. Бог треба многу работи да ги испрати на овој свет. Ако се одржиш во верата, ќе се најдеш таму. Господа ни помогне, браќа и сестри, да се одржиме во верата и да седнеме на столче кој е резервирано за тебе и за мене. Амин.